Недостатоци и неправилности во постапувањето на центарот, утврдили инспектори од инспекцијската служба при Министерството за социјална политика, демографија и млади, во врска со случајот во кој мајка и ќерка при пат од зграда во Карпош го изгубија својот живот. Во текот на надзорот, инспекторите констатирале фактичката состојба во делот на постапување на две постапки што се водат во центарот: постапка за развод и семејно насилство. При надзорот утврдени се недостатоци и неправилности во постапувањето на центарот, зашто се води соодветна постапка и изрекување на инспекцијски мерки во согласно со законот. Во натамошниот тек на инспекцијската постапка ќе се преземаат соодветни активности од инспекторите во согласно со законот. Официјално од меѓуопштинскиот центар за социјални работи на град Скопје, за ТВ24 вела дека за прв пат центарот се запознава со семејството Јовановски, кога до нив е доставено барање за бракоразводна постапка и немало пријава од страна на Ивана за поведување на постапка за заштита од семејно насилство. Но според извори на ТВ24 во ноември минатата година биле повикани и двајцата по однос на постапката за развод, но по една недела самоиницијативно побарале истата да се повлече. Прво Ивана дала изјава, а по 10 дена и Стојанче. Самоиницијативно изјавиле дека одлучиле да продолжат да живеат заедно и не сакаат да се разведат. Сепак од центарот официјално потврдуваат дека до нив е пристигнато известување од МВР за прекршок против јавен ред и мир. Центарот е информиран единствено преку допис од МВР, односно известување за констатиран прекршок по член 12, став 1 од Законот за прекршоци против јавниот ред и мир, а без соодветен поднесок за сторено семејно насилство, како и записник за пријава на истото. Од Институтот за судска медицина за телевизија 24 вела дека обдукцијата на телата на мајката и ќерката е завршена. Вчера, судот по предлог на јавен обвинител му определи 48-часовен притвор на Стојанче Јовановски, осомничен за наведување на самоубиство, нанесување на тешки телесни повреди и загрозување на сигурноста. Од МВР вчера соопштија дека и во изминатите години против него биле поднесени 10 кривични пријави за населен криминал, имотни деликти и трговија со дрога, за што бил под мерки на предпазливост. Се истражува и постапувањето на полицијата во случајот. МВР ќе утврдува дали повлекувањето на изјавите на жртвата било под присила. Обвинителството истражува дали имало пропусти во постапувањето на институциите кои се надлежни. Според граѓанските организации, трагичната смрт во Карпош го разоткри хроничниот институционален застој, зашто тие бараат темелна истрага и утврдување на одговорност.